Едве чекаме да ви ја представиме сега со Мирослав Самардžić, директор на мастер франшизата на Европа за школа за брзо читање и учење, и Љубомир Стојковски, кој што ќе биде поддршка и франшизер всушност од Скопје. Конкретно за ова нова школа, конкретно за брзо читање и мудро учење. Оно што е куриозитет, би кажал дека секој пат кога ќе се спомене некаква школа, нели, за брзо читање, мудро учење, логично размислување, секој пат некако ги акцентираме најмладите, меѓутоа овој пат и за возрастните, така што темата ќе биде соодветна за сите вас. За сите генерации. За сите генерации, и додека тој престоја поточно почитуваниот Мирослав овие 3 дена во Скопје, апропо и презентациите кои што ги имаат вчера во Скопје, па денес и во општинската сала во Велес, малку повеќе и за тоа, ќе биде максимално прилика да го искористиме се тоа и да го споделиме накратко за школата за брзо читање и мудро учење. Проект организиран во соработка со германската компанија, тоа ми го потврдивте, Door Training and Consulting од Висбаден, така? Цел од дел од фамилијата франшизи центри во Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Унгарија. Добро ни дојдовте, одлично тандемско друштво и пак ќе кажам, супер, идеална прилика за да ги потикнеме сега сите генерации можеби да се вклучат на некој начин во школата за брзо читање и мудро размислување. Така. Добро дојдовте и во Скопје, Мирослав. Bolje vas našli. Ja mislim da ste vi u uvodu rekli da smo mi neka nova škola, a i mi nismo tako novi. Mi smo prve poslovnice u Skoplju i Bube je bio naš jedan od prvih franšizera, otvorili 2020. godine. Baš u ono krizno vreme pre pandemije. Mi smo pokrenuli tada centar Karpoš, centar Skoplje, Kumanovo, Kočani i tako dalje. To je bilo 3-4 prva centra i bili smo isto ovako. Pre 5 godina u Makedoniji, potpisali smo ugovor i krenuli sa radom i radili smo mesec dana i krenula je pandemija i onda smo morali sve da zatvorimo. I tada smo imali velike probleme u tom periodu kako održati nastavni proces, kako održati prosto poslovanje u tim nesrećnim okolnostima, da kažemo, za nas, ali negde kad je sve prošlo, nekako je posao narastao još više nego što je bio pre, jer su problemi sa učenjem postali dominantni više nego što su bili tada. Roditelji sada postaju svesni što su sve deca propustila i da im je potrebna nekakva podrška koja se manifestuje kroz ove tehnike koje mi implementiramo, pre svega kroz tehniku za ubrzavanje čitanja, tehniku pamćenja i veštine prezentovanja koje implementiramo u samom programu. Sad potpisujemo nove franšizne petogodišnje ugovore, kako sa našim predstavnicima, master franšizerima, tako i sa našim lokalnim predstavnicima u gradovima i opštinama širom Makedonije. Ukupno imamo 9 centara u Makedoniji i preko, mislim da smo juče gledali bazu izdatih diploma, 980 diplomiranih naših polaznika širom Makedonije. Miroslav, imate brojka? 9 franšizera imamo u Makedoniji, 3 u Skoplju, to su centar Karpoš i aerodrom, Kumanovo, Kočani, Prilep, Veles, Охрид и Кавадарц. Убаво што ви има низ грото од градовите во нашата земја, повеќето се нели тука во Скопје. Можеве, Љубомир, да потенцираме од каде потребата за вакво нешто. Го споменав во моментот со пандемијата, верувам дека тоа дополнително влијаело, затоа што и родителите сватија што се, нели, какви се последиците од тој период во поглед на децата, во тоа седење дома, учење од дома, хибридното функционирање и така натаму, таа онлайн настава. Зошто е потребна, би му била потребна на секој на ваква школа, во смисла затоа што рековте дека и за малите, односно за децата, но и за возрастните. Што е она што се нуди и како им помагате на луѓето да се владаат одредени техники? Нашето, да речам, име на школата може малку да ги залаже гледачите дека е само всушност што поврзано со читањето и забрзување на читањето. Всушност самиот пакет, програмата што ја нудиме за деца, а и за возрастни, е нешто многу повеќе, затоа што опфаќа многу мемориски техники што треба да помогнат побрзо да оди процесот на памтење, списоци или набројување или поделби што децата често ги имаат во нивните учебници, како што спомнавме и исто така и презентацијски вештини се опфатене. Можеби најважно е дел од програмата креативен начин на учење преку цртање на мапи, за децата да можат преку цртање всушност да ги учат нивните лекции. Така се вели дека преку игра најлесно може децата да се владаат. На тој начин тој нивен креативен потенцијал да се вклучи, да се искористи во самото учење всушност. И
периодов, односно во ова денешно време, според мене, децата веќе се окружени со технологија, нивниот начин на фокус, на внимание е сосема друг од она класично Намален, така. школско образование. За жал, школскиот систем многу бавно се прилагодува на сето тоа и се јавува некоја потреба од многу вакви, да речам, конкретно наша школа помага за децата да се подобрат во сите тие сегменти, да си го олеснат учењето, но и да го направат поинтересно. И како соработувате со деца кои што знаеме сега како се вели понова, фокусот и вниманието им држи не повеќе од една минута. Тешко е да се сконцентрираат, тешко се одвиваат работите во училишните клупи. Претпоставам дека и со такви генерации се соочивте. Да, отворени сме за сите деца секако, Но како работиме со работите сите, со нив, главно и на самите часови, заради тоа што баш она што го спомнате, фокусот и концентрацијата се главни проблеми, всушност, или коренот на проблемот во денешниви генерации на деца. Не се децата криви за тоа, да не се разбереме погрешно, нели, едноставно времето е такво. Во текот на програмата постојано имаме и вежби што се поврзани со подобрување на концентрацијата, подобрување на тој фокус, за да постепено се подигнува тој капацитетот, за да може нели сите тие вештини да се совладат и потоа самите да може да ги применуваат соодветно. Мирослав, која е разликата, дистинкцијата, бидејќи се појавуваат доста, нели, да речеме, платформи каде што се промовираат, да речеме, разноразни комплексни, помалку комплексни, ама сепак не се монохроматски стилови на вакви учења така натаму. Пошто оваа програма може би да кажеме дека е различна, еве спомена Љубомир, логично размислување, брзо размислување, бидејќи кога ќе се појде некаде, нели, на овие приватни училишта и секако за вашата школа, можеме да видиме зошто толку децата ги сакаат телефоните, технологијата и сето тоа им е проблем за дефокус и нивно логично размислување, да бидат, нели, она баш што се вели некој пат и стабилни и цврсти во текот на секојдневието. Како направиме разлика, зошто оваа школа е наменета за сите генерации идеална? Sad ću da vam kažem, pored ovog svega što je Bube rekao, mi u suštini učimo decu da razdvajaju bitno od nebitnog. To je, ja mislim, ključna neka stvar koja je potrebna za ovo vreme. Jer informacija je pregršt. U ovom vreme, nedavno sam pročitao, mislim da je to rekao Nele Karajlić, ako znate ko je, on kaže, sada dete u prvom razredu osnovne škole primi informacije u jednom danu kao Napoleonov general pre za ceo svoj život. Znači, jedno scrollovanje na društvenim mrežama nam, ne znam, donese 200 do 300 različitih informacija, različitog tipa su te informacije i tako dalje. I treba znati upravljati tim informacijama, razdvajati bitno od nebitnog, vezati se samo za ključne detalje i ključne reči koje ne možemo posle upotrebljavati. Prosto mi to ih učimo kako iz teksta izabrati ono što je najbitnije, kako posle za te najvažnije informacije povezati cele delove teksta, pa cele lekcije i tako, mapirati kroz te ključne reči, sve pretvoriti to u slike i kasnije uz pomoć prezentacijskih tehnika rukovati tim stečenim znanjima. Znači, filtriranje informacija, izdvajanje bitnih informacija i upotreba tih informacija posle kroz prezentacijske veštine. I emotivno rasudување на овие информации кои што ги конзумираат. To je zapravo ključno. I mislim da sada u ovo vreme nema baš toliko vremena na raspolaganju da deca mogu da idu da tragaju za informacijama, pa da imaju nekakvu želju da čitaju, jer oni su zatrpani informacijama, oni zbog toga prosto i nemaju toliko želju. Ne znam sada koje ste vi godište, ali u neko moje vreme nije baš bilo toliko ni dostupnih sadržaja na TV-u, internet nije postojao i tako dalje. Mi smo, ne znam, a i sad neću reći baš jurili da čitamo knjige, ali stripove smo jurili da čitamo. Mislim, čitali smo. Čitanje je bilo izvor zabave. Sada su oni zatrpani informacijama, lako dostupnim sadržajima, telefonima, igrolikim sadržajima i jakim intenzivnim bojama i tako dalje, jakim zvukovima, prosto i mozak se negde navikne na to što ste vi rekli, oni postaju defokusirani. Zašto oni postaju defokusirani? Pa zbog toga što su naviknuti na intenzivne boje, intenzivne zvukove, intenzivne igrolike sadržaje gde se sve dinamično kreće, pokreće se i sada dete tako od recimo 3. 4. godine počne da gleda telefon i tako do 6. 7. gleda telefon
telefon, to su 4 godine, dovoljan period da se mozak navikne da prima informacije na taj način i onda dođe u školu i onda dođe učiteljica, dobar dan deco, sad ćemo da radimo to i to. To njima bude užasno dosadno. Užasno dosadno. Oni bi da im se to implementira na način kao što se implementira na YouTube-u. Ako ste nekada gledali kako oni pričaju na brz, intenzivan način i sve je dinamično, sve je puno adrenalina, to su zapravo ti problemi. Treba potpuno ili smanjiti koliko je moguće navikavanje dece na tu vrstu sadržaja, jer je mozak organ koji najlakše postaje zavistan, pogotovo u tom периоду. Љубомир, да ги исклучитуваме само сега. Иако беше доста голем одговорот, меѓутоа да ги цитираме. Она што го кажавме во однос на децата, значи навикнати се на некои поинтензивни содржини во суштина, тоа нашата школа го нуди да можат она брдо од информации што го примаат, да можат всушност да го разграничуваат што е важно, што е неважно. Конкретно во однос на лекциите нели во училиште, така има текстови лекции од 2, 3, 4 страни. Не се сите 4 страни што треба да се научат, треба да ги уловиме оние најважни детали соодветно и потоа на некој креативен начин да се тие запамтат. Тоа е суштината на нашата школа, значи да научиме како да учиме. Всушност и тоа да биде некоја универзална техника што децата ќе можат по било кој предмет, во било која возраст понатака да си ја применуваат, соодветно можеби важно многу повеќе кога ќе дојдат во некои средношколски денови или како студенти кога ќе имаат веќе огромни материјали, да кажам, а ќе мора да ги доведат до некое помало поважно ниво и нормално да ги поврзат во нивната глава преку асоциации со нешто што претходно го имале како знаење. И сега зборуваме за децата, но вие велите тука сте за возрастните. За која категорија на луѓе станува збор и како на возрастните, како би им помогнале, во кој процес? Да, за возрастните имаме забрзани курсеви, да кажам, или програма што трае пократко, но е поинтензивна. Но на што се однесува? Исто за забрзување на читањето, поврзано исто со мемориските техники, значи слично да речем како со поголеми деца кои работиме, тоа се возрастни што можеби едноставно сакаат побрзо да читаат за да можат повеќе книги да си конзумираат, да речем, во слободно време, но и секако професионалци што имаат работа со многу материјали, читаат извештаи, едноставно следат нешто што треба од многу да го сведат на помалку. За сите тие луѓе програмата има резултати и е добре дојдена. Ми се протнува прашањето, бидејќи често пати сме говореле за дислексијата која што знае да биде голем проблем. Дали со да речеме такви состојби може да се надминат конкретно, бидејќи сепак станува некаква посебна состојба или на конфузија? Работиме и со деца кои имаат одреден тип на дислексија, конкретно некои од техниките помагаат за децата да можат полесно да го следат текстот и слично, сепак зависи од детето и од состојбата секако, но во секој случај тие креативни техники кај сите тие деца што можеби имаат некоја потешкотија во на класично читање, сепак даваат резултати. Да. Мирослав, верувам дека ситуацијата со децата, со адолесцентите како во Македонија слична и во Србија, со тој дефокус, користењето на електронски апарати и така натаму. Тоа е глобални проблем. Тоа е глобален проблем, да, но со кои најчесто предизвици се соочувате кога се децата во прашање? Кој е најголемиот проблем или пречка што сметате дека треба да се надмине за да се функционира онака како што треба? Па различити су проблеми koje vidimo ovako od deteta do deteta, nekako se sve svodi na isto. Sa jedne strane pregrš nekakvih informacija, stvorene pogrešne navike za primanje informacija na pogrešan način i treće, nedostatak vremena. Kako same dece, tako i njihovih roditelja, pa i njihovih nastavnika da im pruže podršku na pravi i adekvatan način. To je negde suština. I onda, iz toga svega, iz prijema informacija na takav način što sam pričao, imamo te sada idemo u poremećaje, ne znam, pažnje, poremećaje koncentracije i tako dalje. To su već sada poremećaje. Ja to nekako ne zovem poremećajem, to su više za mene nekakve pogrešne navike. Pogrešne navike. Znači, stekneš pogrešnu naviku da primaš informaciju na pogrešan način. Možda će se informacije i plasirati deci na takav način, ali za sada se ne plasiraju na takav način. Znači, mi imamo sa jedne strane, hranimo decu informacijama koje se plasiraju na jedan način, onda imamo u obrazovnom sistemu koje se plasiraju kao pre
100 godina. Da, Na potpuno nekakav drugi način. I to deca nikako ne mogu sada da povežu i potrebno je raditi na nekakvim kreativnim tehnikama, potrebno je na neki način i modernizovati i ovo redovno obrazovanje kako bi se negde išlo u susret promenama koje su neminovne i na taj način da budu jedni drugim podrška, odnosno da budu oslonac. Ne da budu isključivi, ja isto savjetujem i mojoj deci sam ograničio telefone, iako znam da bez njih ne može, ali ne možemo da isključimo da to postoji. Da, ne može da se pravime deka nise prisutni. Da su oni navikli da primaju informacije na taj način. To je negde suština. Onda se problemi negde iz toga manifestuju na te različite načine. A u suštini ja mislim da je uzrok isti. Mislim, kada deca gledaju recimo na taj YouTube, oni se toliko zatrpaju informacijama, oni budu umorni. Oni budu premoreni. Kao vi, recimo, kad ste bili na nekom teškom predavanju, pa ste sedeli, slušali ste 3 sata i onda izađete. To je slično i nova generacija. To je slično i njima. Oni aktiviraju svoje moždane procese na to, iscrpljuju se slušajući to, koliko god je to bilo bespotrebno, nebitno ili možda po njih nekad i zabavno, to zahteva određenu pažnju i koncentraciju i zamara mozak. Љубомир, мало парафразирање? Не можеме да избегаме од новото време, така, значи не може на децата целосно да им се забрани технологијата. Факт е дека таа е тука за да остане и дури повеќе да ја користат. Сепак тој начин на примање на информации во моментов е многу различен од оној класичниот школски начин на книга, ќе читаме, некој ќе зборува монотонно, можеби на час од 45 минути и ќе се очекува децата да го следат со внимание, стариот систем, што за жал многу каска во однос на таа модернизација, би се рекло. И тука е тој клуч, тука се тие проблеми секогаш. Не би ги нарекле диагнози, како што кажа Мирослав, повеќе се тоа погрешни навики, да ги кажеме така со помек, со по-убав збор, што сепак можат да се коригираат, можат да се поправат, ако воведеме нешто што ќе биде за децата креативно и примамливо и ќе им дадеме алатки да можат да се снаоѓаат низ тоа брдо информации што секојдневно го гледаат, дали се тоа преку YouTube, дали се преку игра, дали се во училиште, нели кога ќе дојде до Рековте 9 франшизери постојат во моментот. Кој се може да биде, не гледај сега, има да речеме своје училиште, некоја школа, сака да ја воведе својата програма конкретно во школата за брзо читање и Pa u principu mi pozivamo sve zainteresovane edukatore i preduzetnike u obrazovanju u mestima koji nemamo školu. Znači, naš franšizni sistem posluje po sistemu jedna škola, jedna opština, odnosno jedan franšizni centar. Tako na taj način dajemo teritorijalnu ekskluzivitet. Znači, vo jedan grad može samo jedno... Jedan grad, jedna škola. U slučaju potrebe, taj isti franšizer može da otvori 2 centra, ali nemamo to pravilo. Mislim, veći gradovi kao što su Skoplje, pa imaju prostora da se budu podeljeni po opštinama, onda imamo po jedan franšizni centar po opština Karpoš, opština Centar, opština Aerodrom, pričali smo o tome. Sad sve opštine koje su u Skoplju, a nisu pokrivene su, da kažemo, i dalje slobodne, potencijalno tražimo franšizere u svim opštinama koje imamo u Skoplju, a koje nisu pokrivene našim franšiznim centrima, tako i širom Makedonije. Nabrojao sam gradove u kojima imamo školu, u svim drugim gradovima smo zainteresovani da implementiramo naš program zajedno sa nekim preduzetnicima koji su u suštini zainteresovani za pokretanje edukativnog centra, kao i zainteresovanim, da kažemo, edukatorima i nastavnicima koji žele da donesu promene u obrazovanju u svoj grad i deci, pa i odraslim, omoguće da uče na brži, kvalitetniji i zanimljiviji način. Да, во суштина, отворени сме за соработка со било кој е заинтересиран предприемач, едукатор, што би сакал да се вклучи. Има процес нормално на едукација, тренинг, за да се исполнат некои стандарди, за да се знае нели дека програмата тече да се биде како што треба нели на секое место. Во сите градови во кои нема центри, секако постои можност да се таков центар да се отвори дополнително за секој што е заинтересиран да направи позитивна промена, всушност да им овозможи на децата да
учат поквалитетно, да го скратат времето на учење, да ги скратат нервозите што ги имаат во суштина и децата и родителите заедно со нив. Сведоци сме како ако во наше време веќе во 5-6 одделение голем дел од децата биле самостојни во учењето, сега таа граница е поместена многу подоцна од сите овие проблеми што ги спомнувавме. Тоа е една од целите на програмата, да се осамостојат децата во. Освен тоа што може да се превземе како франшизер оваа програма, дали едукаторите кои што потоа нели ги превземаат овие чекори треба да имаат некаков степен на знаење, да поминат некаков степен на знаење, за да може да го спроведат искуството кај децата, адолесцентите и возрастните. Да, секако процес на обука кој не трае премногу долго, но е доста интензивен за да се нели доведе секој на ниво да е подготвен да може да работи. Каде се одвива со најчесто децата. едукаторите, кај ги поминуваат обуките? Па од случај до случај организуju се обуke u zavisnosti od potrebe. Kada uspostavimo neke franšizne centre ili ako je potrebno postojećim centrima organizuju se obuke da li ovde u Skoplju, u Makedoniji, ako dominantno kandidati za obuku dolaze iz Makedonije ili možda u našem glavnom centru u Beogradu ili negde u regionu, možda u Zagrebu i tako da. Обуките се некогаш или тука или во Белград, зависно од пријавените, пошто да не заборавиме, не е школата само во Македонија, туку има нормално нови заинтересирани кандидати и франшизери од целиот регион. И истото важи и да речеме Хрватска, Србија, сите градови со сите општини имаат ексклузивна можност само еден. Pa da, to je u suštini, ajde da kažemo, nekako fair sa naše strane, dajemo neki teritorijalni ekskluzivitet ljudima koji žele da se bavimo tim, u koje mi imamo poverenje, sa kim smo zadovoljni, na kako i na koji način da rade, ne sada da mi jedni drugim pravimo konkurenciju u nekom tom poslovnom smislu, da ostavimo svakom dovoljno prostora da može da radi i da promoviše školu na najbolji mogući način i da od toga lepo živi. I taj ko... Онamo што е можеби за мене најважно, како децата реагираат на овие нови методи. И како да се вклучат меѓу Затоа што другото сега, не гледат гледаме бројни фотографии, деца весели, среќни, уживаат. Па прв чекор е секако да не контактираат, значи имаме социјални мрежи, секако Facebook, Instagram користиме, може да ни пишат во секое време, зависно од возраста на детето, ги кажуваме деталите во однос на програмата, кога се уписите, кои групи се формираат, кои термини, знаеме дека денешните деца нели се одат на многу активности поврзани можеби со спорт, со јазици и слично, така да секогаш се трудиме да сме флексибилни да можеме секој дете да се вклопи. Најважното е што децата реагираат позитивно. Ова не би можело да функционира како успешен систем веќе 10 на години, а 5 години тука во Македонија, да на децата не им било убаво. Децата се веќе развиени карактери и од мала возраст, и ако нешто не сакаат, ќе кажат не сакаат и тоа се стари души во мали тела. Да, никој не може да ги убеди во спротивното. Затоа и наша цел како едукатори, како нели реализатори на програмата е да се трудиме да сме интересни за нив, да им понудиме нешто сосема различно од оно искуство што го имаат во училиште и на тој начин да ја одржиме таа врска, комуникација и на тој начин да учиме заедно и они од нас и ние од нив. Супер, само да спомнам и покрај тоа што господинот Мирослав пристигна вчера, бевте прилика можност да сите во Скопје, сите заинтересирани кои што би сакале да отворат собствен центар преку овој модел на франшизна соработка. Настанот беше покрен токму од гости од Србија и програмата, ако не се лажам, тука е на авторот Часлав Манчик, така? Да. Само да подсетам, од отворен карактер ќе биде денес во општинската сала во Велес, баш каде што ќе има франшизерна тема предизвици со учењето во денешното образование. Da, danas nakon ovih aktivnosti koje imamo ovde u Skoplju nastavljamo, da kažem, našu turneju po Makedoniji i od 18 časova, ako se ne varam, smo u Velesu. Tamo imamo to promotivno predavanje gde ćemo predstaviti naše metode i tehnike, gde će moći deca na licu mesta da nauče da nauče tehniku i uz pomoć naših tehnika da nauče nešto. Na primjer, moći će da nauče neku tehniku za učenje pesmica, pa uz pomoć te tehnike da nauče pesmicu na lice mesta. Ili neku definiciju, pa uz pomoć, da nauče tehniku za pamćenje definicija, pa uz pomoć te tehnike da zapamte neke definicije. Jer nema boljeg motivatora od uspeha. Uspeh je najbolji motivator. Deci moramo omogućiti da oni uspeju. Kad oni uspeju, onda su oni motivisani da rade dalje. To je zapravo ključ svega. Ako nešto nama ne ide, mi ne možemo biti motivisani ili jako mali broj ljudi može ostati motivisan da radi nešto i dalje, ako to ne ide. Znači, moramo deci omogućiti to postizanje uspeha.
Ako im to omogućimo i ako to oni shvate, oni dalje žele da uče, da dolaze. Oni su veseli, oni vide benefite toga, oni vide olakšanje toga, oni vide da su ubrzali čitanje, da štede vreme, da lakše pamte, da imaju više vremena za drugare i tako dalje i tako dalje. Mislim, to je ključ i poenta svega. Како што кажа Мирослав, вечер во 18 часот ќе биде настанот во Велес, во општинската сала, отворен нормално за секој, не само за деца, туку и родители, било кој што е заинтересиран да дојде да види во пракса како некои техники можат многу брзо да функционираат и да се применат соодветно, и тоа е она што е најважното. Ви посакувам убав престој во Скопје, во Велес, Мирослав. Hvala. Љубомир, се надам дека пренесовме темата со оглед на тоа дека сме национален медиум. Голем дел можеби од другите градови ќе го слушнат разговорот, па ќе се потикнат можеби да бидат ексклузивни во секако оваа школа за брзо читање и мудро учење. Ви благодарам уште еднаш за тоа што ја посетивте Телма телевизија. Благодарам на поканата.